Од направените ископи и распосланиот тампон од двете страни на патот Велес-Штип веќе се надзираат контурите на автопатот, чија изградба започна пред 5 месеци. Изведувачот на работите вели дека дури 43% од автопатот Миладиновци Свети Николе Штип веќе се пробиени. Изведувачот на работите, кинеската компанија Синохридо корпорација, заедно со подизведувачите Бетон и Гранит од Скопје, во оваа фаза имаат ангажирано околу 250 работници и 136 градежни машини. До крајот на август бројот на градежната механизација ќе се удвои. Македонските градежници ќе завршат голем дел од планираните градежни активности на овој проект. Скопски Бетон ќе гради делница од 17 километри, потоа 20 километри од автопатот ги гради Гранит, додека преостаратите 10 километри ќе ги заврши кинеската Синохридо корпорација. Од вкупно 47 километри веќе се пробиени 43%, што е над 20 километри земјени работи. Потоа ќе следи проширувањето на идниот автопат до широчина од 27,4 метри. Денеска телевизија Кочани сними сегменти од делницата на која се работи. Инаку автопатот Миладиновци Свети Николе Штип започна да се гради кон крајот на февруари годинава со 206 милиони евра обезбедени преку кредит од кинеската Ексим банка. Проектот треба да се заврши во рок од 3 години од стартот на изведбата. Современиот пат е предвидено да биде со широчина 27,4 метри, со по 2 коловозни ленти и една помошна лента за застанување во секој правец и средишен зелен појас со широчина од 6 метри. Трасата во должина од 47 километри ќе има 7 клучки на влез и излез кон населените места, 8 надпатници, 5 подпатници, армирано бетонски мост долг 154 метри и 5 виадукти со вкупна должина од 718 метри.